Денес е светски ден на спортот и мирот, затоа и ќе посветиме повеќе внимание токму на оваа тема. Оно што е за пофалба е дека одбојкарите од Средното стручно училиште Коле Неделковски од Велес учествуваа на државното првенство во одбојка, кое се одржа во Прилеп пред само една недела и го земаа третото место. За таа цел и ги поканивме дел од тимот заедно со нивниот професор. Во нашето студио се Ѓоре Цветков, Филип Ајдаров и нивниот професор по спорт и спортски активности магистар Ангел Гушев. Добро утро и добро ни дојдовте во нашата утринска програма. Добро утро, благодарам за поканата. Така, изминатава недела во Прилеп се одржа државното првенство по одбојка. Верувам дека ете импресиите ви се уште свежи. Ајде да кажеме како поминавте и што ве делеше од другите места, што издвоивте, како издвоивте вие како тим представници од Велес? Па вака, значи треба да нагласиме дека нашето доаѓање на државното првенство во одбојка кој што оваа година се организираше во Прилеп пред една недела не беше директно некое заминување во Прилеп па да се надпреваруваме, значи тоа е систем на надпревари кој што се организира преку целата учебна година, оваа 2016-2017. Значи со почетокот на општинските надпревари помеѓу средните училишта на ниво на град Велес, екипата на ССУ Коле Неделковски беше прва. Со тоа обезбедивме можност да учествуваме на зонското надпреварење, односно зона Велес, кој што тоа е дел од на Повардарскиот регион на Македонија. Со победата во освојањето на првото место на зона Велес, заминавме на регионалното надпреварување во регионот Исток, така сме во тој регион припаѓаме ние, каде што се надпреваруваме со екипите на Струмица, Пробиштип и Кочани, значи и тука повторно освојуваме прво место и добиваме можност да учествуваме на државното првенство кое што се одржа во Прилеп. Значи тој систем на надпревари е составен од повеќе на надпревари и не само во одбојка, туку во сите 4 колективни спортови. Таков е начинот на пласман на училишните екипи кои што се надпреваруваат во рамките на Федерацијата на училишен спорт на Македонија. Значи, кога станува збор за импресиите наши, тоа што успеавме да се квалификуваме, успеавме, значи овие деца се и активни одбојкари кои што се во рамките на градскиот одбојкарски клуб Борец и треба да се нагласи дека таму во Прилеп се собраа 6 најдобри екипи, значи успехот е да се дојдем и меѓу 6 е успех. Но сепак благодарејќи, треба да напоменам, благодарејќи на поддршката која што добиваме од локалната самоуправа и од градоначалникот на град Велес и Сојузот на училишен спорт на град Велес, кои што комплетно ги подмируваат трошоците за котизација за целокупниот систем на надпревари и превозот за целокупниот систем на надпревари е поддршка која што овие деца може да се дружат и да играат со своите врсници од Република Македонија. Во Прилеп беа, се знае, најдобрите 6 екипи, тоа беа екипите на Средното стручно училиште Никола Карев Струмица, Спортската гимназија Метод Димитревски Брицо, ние, Мир Чацев, гимназијата од Прилеп, Наум Нумовски Борче од Крушево, значи тоа беа и градежното училиште Здравко Цветковски од Скопје. Тие 6 екипи се бореа за пласман најдобри во Република Македонија во одбојка. Така. Кој тим ви беше најголема конкуренцијата и кој надпревар ви беше најтежок? Ете ќе ги прашам и учениците, но ете и вие, професора, ќе ни дадете одговор за ова. Па вака, значи ние во целокупните договори, оние мали подготовки кои што ги имавме пред поаѓањето на сите оние типови на надпревари од општинско, зонско, регионално до државно, целокупната наша проекција беше трето место. Значи познавајќи ги квалитетот на оние екипи кои што очекуваме дека ќе се сретнеме, сметам дека ние како екипа на Средно стручно општинско училиште Коле Неделковски бевме можеби едноставно најатрактивната екипа од причина што сите надпревари кои што ги добивме во една малце поенергична ситуација, се беше на разлика, поатрактивни надпревари одигравме и мислам дека според мене имавме можеби со нашата немавме доволно и среќа и покрај тоа што можеби да јавно да признам дека екипата на Средното физкултурно училиште беше појака, но нивното подценување на нашата екипа допринесе да едноставно за малку ги добиеме и да играме во финале. Но сепак мислам дека таа и покрај тоа што ја изгубивме од државната спортска гимназија Метод Димитревски Брицо, мислам таа беше една од така најквалитетната
еден од најквалитетните надпревари кои што го одигравме на ова првенство. Сепак бевте во јака конкуренција. Кои се вашите импресии од ова државно првенство? А потоа ќе ве прашам и кажа и вашиот професор дека сте активни играчи во градскиот одбојкарски клуб Борец. Ајде да кажете ни ги вие импресиите од надпреварувањето. Па, државното, како што замислувавме ние, беше супер, се дружевме. Одбојката како спорт е супер и така да ние бидејќи тренираме долго време одбојка веќе 5 години и исто така противниците од другите училишта исто тие тренираат и тука се сретнуваме постојано и резултатот ние очекувавме да бидеме како што се покажавме да бидеме супер. Одлично. Па полошо Наредна година верувам дека ете можеби ќе го освоите и првото место, затоа што вие сте трета година во средното стручно училиште Поле Неделковски. Професоре, еве вас ќе ве прашам како долгогодишен професор по спорт и спортски активности, веројатно знаете да ни кажете расте ли заинтересираноста точно за овој спорт одбојката, па и за другите спортови. Дали преку сите оние проекти кои што државата ги нуди, Агенцијата за млади и спорт поточно со оние спортски паралелки, спортски академии, дали заинтересираноста од страна на учениците расте за спортот? Па вака, ја прво сакам да напоменам дека ќе појдам основна позиција на развојот на спортот во Велес да ја разгледаме приказната, затоа што локалната самоуправа на град Велес дава голема поддршка на спортските организации, независно дали е тоа одбојка, ракомет, фудбал, кошарка или индивидуални спортови. Значи, прво за поздравување појавувањето на два градски клуба, ракометен и одбојкарски. Значи, под капата на општина Велес. Меѓутоа и останатите спортски здруженија не се останати без поддршка, што е голема, некаде околу над по мои сознанија некаде околу 20 милиона денари. Тука ќе ве прекинам, во вчерашното издание на нашата утринска програма беше и Љубомир Спасик Кајакарот и тој исто кажа дека има поддршка секако од општина, од локалната самоуправа на општина Велес. Ние како општина некаде стасуваме до сума околу 20 милиона денари да се одвојуваат за спортот. Дали тоа се е наменето во делот на инвестиции за спортски објекти или финансирање на спортските здруженија, бидејќи генерално треба и широките и народ да знае дека општината Велес не може да целосно да го поддржува врвниот спорт. Може да поддржува масовен спорт и училишен спорт, но сепак општинските структури обезбедија средства за два клуба да можат да функционираат на државно ниво. Мислам дека интересот за спортување во градот многу уште треба да биде на повисоко ниво. Ова интернет манија, да не потценам курсеви по странски јазици, можеби малце го зимаат делот од младите и се ограничени младите да спортуваат, но сепак има во градот голем број спортски школи од типот на кошарка, одбојка, ракомет, фудбал функционираат. Значи, како човек кој што малце повеќе работи на активирањето на спортската теорија во градот, сметам дека моја препорака е до сите институции во градот, дека ние треба прво да започнеме да работиме со младите категории, да создадеме наш велешки кадар, независно во кој спорт, дали одбојка, ракомет, фудбал или кошарка. Значи да си создадеме еден наш велешки спортски кадар, а тој кадар мислам дека за 3 до 4 години ќе биде добра основа во сите клубови да имаме материјал со кој ќе го представуваат градот. Но истиот тој кадар кој што го споменавте да успееме и да го задржиме, да не ни избегаат народски кажано по други клубови. Државата сега овозможи можност да преку персоналниот данокот на добивка дел од клубовите да може да црпат средства од приватниот бизнис сектор. Значи не е, мислам, заврши времето кога дајте ни пари па да играме. Треба да се обезбед. Значи поентата е добро што и голем број спортски клубови преминуваат веќе во акционерски друштва и на начин кој што може да едноставно да се приватизираат и приватниот капитал да влезе. Тоа веќе се случува со фудбалските клубови Гемиџи и Борец. Значи на тој начин се создава една добра подлога. Значи генерално и состојбите во државата можеби не дозволуваат
во овие 25 години целосно да се афирмира спортот, но веќе спортот во Република Македонија и во Велес се канализира. Така. Поентата е што се создадоа голем број спортски објекти. Тоа е предуслов за да можат децата да тренираат, независно повторно од која спортска гранка. Финансиската поддршка која што дава локалната самоуправа Велес, можеби е град и со ниедна направена спортска сала од Агенција за млади и спорт, Така, повторно сме. Да, но сите претходно, така, имаме спортски објекти. спортски Значи сали, Велес е еден од градовите кои што има највеќе спортски објекти на ниво на град. Така да има услови градот Велес да функционира да заживее спортот. Спортските школи, младите категории мора да почнат да профункционираат, да создадеме велешки спортски кадри. Многу ми е драго што ете и во фудбалот, во ракометот, и во одбојката почнуваат да се создаваат младински школи и има, значи деца сакаат да тренираат. Сега, приказката секогаш завршува некаде до 18-та година кој ќе дојде да се студира, да се напушти град Велес, да секој почне да бара начин да работи. Ете, тоа е некој преломен период кој што мора да се надмине, ако на децата им се овозможи начин за да ги задржиме тука, тоа е успех за градот. Треба да се бара начин да им се овозможува услови. Мислам дека Велес има потенцијал за спорт и освен за колективниот и за индивидуалниот. Тука се развива, ете, кајакот е на високо ниво, борењето исто така Велес има добра подлога, боксот веќе во Велес се афирмира. Така да сепак поддршката која што се добива од локалната самоуправа е голем фактор и спортските терени кои што ги имаме, без тоа нема да има развој на спортот. Така. Оно што друго би сакала да ве прашам, ете како се подготвувавте за ова надпреварување на државно ниво? Без разлика што ете учениците се играчи на градскиот одбојкарски клуб Борец, освен што таму се подготвуваат, дали имате некои собири да ги наречам, како се подготвувавте? Тренизи со професорот, но и со вашиот тренер во клубот, така? Па да. Дали се повеќе, мислам, дали по-често се имавте тренизи со оглед на тоа дека ве чекаше државно првенство, дали понапорно ви течаа тренизите? Ете, како изгледа еден ваш тренинг и во школа и секако во клубот? Ние си имаме некои принципи и правила како што сме се договориле. И тие што ги имаме и на тренинг, што ги имаме во градскиот одбојкарски клуб Борец, исто ги имаме и тука, пошто се знаеме кои сме, сите заедно тренираме, ги имаме истите навики, си знаеме како почнеме да се загреваме, да почнеме да играме. Така, си ги знаете едноставно. И се собираме пред так. утакмица, пример, ако имаме 3-4 тренинга, ќе одработиме тоа што не ќе си го замислиме, пример, одбрана да работиме. Колку време тренирате одбојка? Па тренираме скоро 5 години. Каква е состојбата во вашиот клуб во Борец? Ете да го изоставиме школскиот клуб на вашето училиште. Ете каква е состојбата, какви се надпревари ве очекуваат, кои надпревари ги одигравте досега, дали имате успешни надпревари, да ги информираме и за тоа гледачите? Па да, имаме успешни надпревари. Така? Во недела не чека кадетско. Треба да изиграме. Значи вие сте учесници на кадетите, така вие ги представувате. Кадети, младенци и така. прва екипа. Така. Со кои ќе бидат надпреварите, со кои тимови? Со Струмица и со Штип. Тоа ни е последен турнир моментално во кадетите. Следен турнир ни е Final Four. Така. Исто така име во сабота играме прва лига сениори, играме со Проби Штип тука во Велес, ама точниот саат не игра, не знаеме кога треба да се закаже. Мислам дека од прилика во 7 часот може да дојдат кои сакаат. Така е една покана во салата Блажи Коневски. Така. Оно што друго би ве прашале, зошто ја одбравте токму одбојката како спорт? Знаеме добро дека има и многу други спортови, обично машките се одлучуваат на фудбал или на кошарка. Одбојката е малце по нечеста обично кај машките. Ете зошто ја одбравте одбојката од толку многу спортови? Па со мојот другар Ѓоре седавме едно време така кај мене дома и вртиме Ова пред колку време беше? Па 5-6 години има. И так.
дека гледавме телевизија и вртиме по спортските канали, имаше италијанска одбојка каде што игра многу тимови и се гледам со Ѓоро, викам, ајде да пробаме овој спорт. Имаше и фудбал и многу видови на спортови. И викаме, чекај па, викаме, у градов има фудбал, има кошарка, има ракомет, зошто да не пробаме нешто поразлично? Пошто поатрактивно е, има добри играчи на телевизија, викаме, зошто да не пробаме и ние да бидеме дел од тоа? Како Имаме голема високи така, деца тоа сме се и- и првите предиспозиции за еден од си бекар да рекавме, има па, зошто да не пробаме? И додека Нашко ми беше класи мене, поздравам исто така наставникот Тодор Сотинов, и го прашавме беше него дали има во градов одбојкарски клуб и ни предложи тој да одиме во Борец. Како, Така какво, прв пат почнавме. какво ви беше првото искуство? Ете, на првиот тренинг Имаш, сигурно прваш имало тренира- некои смешки. Имаше, да. Беше интересно, Доста гледав, смешно. имаше така исто. Сега, што моментално, ние не очекувавме никога дека би заиграле со најстарите играчи што се моментално сениори, Така. дека некој пат би влегле во составот на таа екипа. И постепено, како си одеше година за година, се трудевме, напредувавме, како ќе ни каже тренерот, и гледаме да ги совладаме тие елементи. И еве, после 5 години ние сме дел од таа екипа. Одлично, ете, мене ми останува да ви посакам успешни надпреварувања понатаму. А господине Гушев, јас би ве прашала тука, мислите ли дека спортистите, освен што имаат подршка од локалната самоуправа, имаат подршка од своите тренери? Значи, дали имаме соодветен кадар за да ги стави сите оние дечиња на правилен пат, за да правилно напредуваат кон одреден спорт, ете, без разлика дали одбојка, кошарка, фудбал и така натаму. Прашањето е одлично и сметам дека град Велес нема соодветен кадар за да раководи со спортските клубови, дефинитивно морам да признам. Значи, генерално треба да се најде начин да се едуцираат голем број спортски кадри, за да може да ги мобилизираат младите, за да може да спортуваат. Мене ми е многу драго што веќе гледам дека ракометниот клуб Борец максимално добро се екипира со стручен кадар. Значи, тоа се колеги кои што се физкултурци или луѓе кои што ги посетуваат обуките на Сдруженијата за тренери на Република Така. Македонија, и тоа е за поздравување. Истото се случува од бојка дека имаме колеги физкултурци кои што работат, што е за поздравување. Исто во фудбал се појавуваат, но сепак мислам дека на ниво на град Велес треба дообука на спортскиот кадар, се со цел за да може да се децата да се водат правилно во делот на методиката и обуката на спортот кој што го практикуваат. Значи, за да можат едно тактичко, техничко подготвување на децата, треба оној раководен кадар на клубовите, дали индивидуален или колективен, да помине некаква обука. Мислам дека треба да се вложи и во едукација на спортските раководители, од причина што мислам дека се уште фали таков кадар и можеби и тоа е еден од причините кои што малци децата ни бегаат, бидејќи Така. да не именувам, знам спортски работници со нивниот однос, со начин на комуницирање допринесуваат да едноставно се створи една негативна визија спрема спорт, кој што едно дете со мерак влегло во таа приказна и после месец-два не добива ништо, релациите на комуникација се катастрофални и си заминува. Ете, тоа е проблемот. Но сепак мислам дека едукацијата е потребна и за сите оние кои што работат. Не би требало да застанат на оној дел до кај стасале. Целокупното едуцирање и напредување во својот спорт треба да се практикува постојано. Значи, исто тоа важи и за наставниците по спорт и спортски активности или физичко здравствено образование. Значи, денешната интернет технологија допринесува да се прочита, да се види, да се доедуцираш, значи едноставно дали во за делот на спортската игра или делот за часот по спорт и спортски активности. Значи, бидејќи мораме, сакале или не, да признаеме дека значи децата кои што влегуваат во било која спортска гранка, доаѓаат од основните училишта Така, од преку средните. основните, Значи, ние како наставници по физкултура едноставно сме првите кои што можеме да ги насочиме. Филип добро кажа, наставникот Сутинов
не насочи да одиме таму, ни кажа каде се јавиме да продолжиме да играме. Значи, училишниот спорт е првиот начин на мобилизирање на децата и ај што ќе ги собереме, но ќе ги организираме во мали микрогрупи кои што едноставно ќе почнат да играат. Можеби тие деца никогаш нема да станат фудбалери и ракометари, но тие ќе се дружат 3-4 години додека се во основно и завршуваат приказна, но 4-5 години се дружеле. Дел од нив ќе продолжат од основно средно влегуваат веќе во клубови. Значи, училишниот спорт е една голема карика која што ги поврзува масовниот и професионалниот спорт, современиот спорт. Мислам дека голем дел од наставниците вложуваат, наставниците по спорт и спортски активности вложуваат големи напори во идентификувањето на деца кои што се заинтересирани за спортување и на тој начин ги насочуваат. Треба многу да се вложи. Мислам дека и наставниците се преоптеретени со други административно-технички работи во училиштата и многу ми е криво што и јас како наставник немањето на слободно време за слободни термини за меѓуучилишни надпревари надвор од нашите надпревари кои што ги се во рамките на Сојуз на училишен спорт. Јас како ученик во основно, значи нема во петок да не се игра, да не играеме одбојка или ракомет со некој друго основно училиште, мислам. Меѓуучилишни тогаш програмата беше подруга, наставната програма беше, имаше слободно време и за нас и за наставниците. Сега преобамнениот материјал, другиот начинот на школување, Кембридж системот и милион такви приказни малце не хендикепираат за да имаме слободно време за да едноставно не да спортуваме, да рекреираме. Така, мислам дека и учениците најмногу го сакаат сето тоа надпреварот. Значи, со надпреварот и им што се дружат, значи повеќе се усовршуваат, мислам. Го исполнуваат крај на своето слободно време. Значи, зошто денеска наспроти гимназија да седат по кафичите, отколку а подобро да саат и по да одиграат. И повторно ќе имаат време и за тоа ако треба. За нивното излегување во слободно време. Значи, јас сакам да кога веќе разговараме на оваа тема, можеби ќе испадне малце надвор од договорот на муабетот. Јас во насока на сето ова кое што во обуката на наставниот кадар, јас од вчера, значи, го формирав и центарот Сдружение за кинезиологија Велес, односно тоа ќе биде сдружение на граѓани спортско кој што ќе има за цел да организира обуки за и едукација на спортскиот наставен кадар за по сите можни спортови. Значи, не дека јас можам да го изорганизирам, но постојат стручњаци кои што можеме да ги повикаме и да одржат определени семинари, советувања кои што ќе ги презентираат. Значи, од вчера веќе во Центарен регистар испадна решението. Се надевам дека ќе профункционираме како што треба. Зад мене, како председател на тоа сдружение, стојат десетина професори, доктори од високите институции кои што организираат студии по спорт и спортски менеджмент. Ајде да не ги спомнуваме за почеток сега и кои се. Мислам дека ќе успееме да дадеме импулс на обуката на наставниот кадар кој што работи во спортските клубови и во училиштата, едноставно да извршиме дообукација преку ова сдружение. Сакам да напомнам дека во рамките на Еразмус програмата, која што е најатрактивна во момент на ниво на Европа, Еразмус програмата за спорт никој не ја користи, а тука може да се најдат средства за да се направат размени за ракомет, одбојка, кошарка со балканските држави, да се организираат посети, размена на искуства. Така да на тој начин мислам ќе успееме да го подигнеме нивото на спортска технологија во град Велес. Така, ви благодарам што издвоивте време да ни бидете наши гости, нешто да дадете. Значи, јас само во оваа прилика сакам да се заблагодарам на наставниот кадар при нашето училиште, кој што едноставно овие деца беа премногу отсутни во целокупниот начин на надпревари. Да едноставно беа отсутни на некој начин од наставниот процес, кој што и за нив мора да е редовен, но сепак сакам да напоменам дека сето тоа беше во интерес на училиштето и треба да се заблагодариме на двете појачувања. Тоа се Бојан Владов и Филип Напик, кои што
едноставно помогнаа во целокупната приказна за да бидеме трети во Република Македонија. Бојан од гимназијата Кочурацин. Тоа беше да напоменеме дека дозволено од страна на Федерација на училишен спорт. Значи тоа беше дозволено. Мислам Филип Напик е од економското, Бојан Владов е од гимназијата, со дозвола на Федерацијата. Сите екипи се појачаа, бидејќи беа и дел од екипата и помогнаа за да се случи тоа што се случи. Така, јас ви посакувам многу успешни надпреварувања и понатаму. Ве очекуваат други надпреварувања, не ако не оваа година и наредната. За оваа година завршија веќе сите надпревари, мислам во сите спортови, лигите, општинските и државни да завршија. Одлично, но сепак одбојкарите издвоија нешто, мислам, еден од подобрите успеси. Само да напоменам, значи и колегата Ангел Љутков учествуваше на државно првенство во кошарка беше. Така да, значи, и мислам дека и женската екипа во футсал на гимназија учествуваше на државно првенство, но не знам кој резултат. Така да, 3 екипи годинава од град Велес се изборија за учество на државните првенства, што е податок дека во град Велес се сака спортот. Одлично. Ви благодарам уште еднаш што издвоивте време да ни бидете наши гости во нашата утринска програма. Ви посакувам многу успеси понатаму и се гледаме повторно за некоја наредна прилика. Благодарам.